По пријава на неколку граѓани, повторно сме на мостот кај Визбегово, би рекол стар и небезбеден мост преку кој што има голема фреквенција на сообраќај. Но не е наша работа да испитуваме дали овој мост е безбеден и колку е безбеден, бидејќи информациите кои што ги имаме зборуваат во насока дека истиот ќе биде струшен следните неколку години. На овој мост се јавува една опасност за граѓаните, која што се провлекува, би рекол, повеќе од една година. Тоа се овие коцки. Овие коцки, кои што се расфрлани овде, најверојатно излегуваат од самиот пат. И покри моето укажување во повеќе наврати, повторно можам да ги забележам на самата ивица на мостот. Возилата кои што се движат по овој мост прават силни вибрации. Кога минуваат камиони, мостот буквално вибрира под моите нозе. Оваа коцка е само на 30-40 сантиметри од ивицата на мостот и може да падне на улица. Доколку оваа коцка падне врз возило кое што минува под овој мост, некој може да биде убиен. Дали треба да чекаме некој да загине, тешко да биде повреден или изваден од памет, доколку коцката падне на совозачкото седиште, излета со колото и удри во зидовите на мостот. Бидејќи кога вакво нешто би удрило во шофершадната на возилото, било кој возач ќе реагира. Но не е само ова коцка. Еве, овде имаме друга коцка, трета, четврта. Коцките постојано излегуваат. Од страна на градот или општината, по нашата пријава веднаш беа преземени мерки, беше ставена ограда која што во најмала рака ја гарантира безбедноста на пешаците да не одат по тротоарот кој што во меѓувреме и го снема. Од овие арматури висеа бетонски плочки кои што се извадени, за тоа сме благодарни, сепак нешто е преземено. Но апелирам, алармирам, градот Скопје, општина Бутел, нека седнат заедно и нека се договорат кој е одговорен за овој мост. Нека не си ја префрлат надлежност едни на други, нека седнат заедно и нека дојдат да го решат овој проблем. Да не си играме со човечките животи и со човечкото здравје. Бидејќи овој мост е исклучително фреквентен и ако може да се забележи од самото возило, додека ја давам оваа кратка изјава, поминаа десетици коли, а под моите нозе мостот буквално вибрира многу силно. Пред известно време побаравме да дојдат во ЦУК представници на општината Бутел и на градот Скопје, но не дојдоа. Затоа повикувам нека дојдат. Јас повторно по не знам кој пат ќе отстрнам неколку коцки, но ова не е решение. Тргањето на овие неколку коцки не е решение, бидејќи постојано доаѓаат нови и нови коцки.